Добро вечер. Кандидатката за член на Комисијата за антидискриминација Џихан Ахмед по реакциите во јавноста ја повлече кандидатурата, дознава Канал 5. Незиното представување во собранието предизвика бура од реакции од невладините организации, според кои таа покажала непознавање на Истанбулската конвенција како стратешки документ за заштита од родово базирано насилство. Тоа, како што оценија, била доволна причина Ахмед да не биде избрана за член на комисијата. Продолжуваат блокадите за товарниот сообраќај на граничните премини, а најава за приклучување на протестите има и од автобуските превозници. Тие велат дека од новите правила за престој во Шенген зоната постои опасност целосно да се затворат голем број на автобуски линии од Македонија кон Европа, кои на годишно ниво превезуваат илјадници патници. Премиерот Мицкоски вели дека за овој проблем од владата го вклучиле алармот во Брисел уште во септември, а сега очекува проблемот да се реши и најави телефонски разговор со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Замислете вие сега една линија ни од Македонија која би тргнала према Германија и се потребни 4 возачи. А престојот го евидентираат они, без разлика дали сме 2 часа или 15 часа, им го рачунаат како еден ден престој. И тука ги трошат деновите, а се ни се постара генерација возачите, замислете сега ние да ги исполнат тие 90 дена, по 180 дена, што ние имаме со другите 90 дена? Значи, може да се деси да имаме скроз затварање на линиите, едноставно да не можеме да ги експлоатираме. Да не можеме да превеземе патници како од Македонија према крајна дестинација во Европа, така и од Европа на. Најдобра опција за нас, превозниците, односно за возачите, да можеме да функционираме е да добијат виза или да ги зголемат деновите во една календарска година, да кажем. Ако сега имаме 90, тоа зголемат од 200 дена па нагоре. Учеството на македонската делегација на Светскиот економски форум во Давос, премиерот Христијан Мицкоски го оцени како успешно и вели дека наскоро ќе има резултати за реализација на конкретни проекти и инвестиции во Македонија. Смета дека земјава не е изолирана во меѓународната активност. Повеќе од Јана Јосифовска. Историски успешно, вака премиерот Мицкоски го оцени учеството на македонската делегација на економскиот форум во Давос, нагласувајќи дека неговата улога таму била активна и суштинска. Мицкоски потенцираше дека на форумот учествувал на 3 различни панели со луѓе од врвот на светскиот бизнис. Кажа дека во Давос имал средби и со шефови на држави и влади, но не откри конкретно со кои. За тоа колку и кои економски проекти и инвестиции договорила македонската делегација, премиерот побара трпение, а јавноста, како што кажа, ќе ги дознае сите еден по еден во следниот период. Јас не бев статиста таму или по ходници да барам селфи со учесниците на Давос, туку бев активен учесник на 3 панели. И морам да кажам, бидејќи беа четам хаос, штета што не можеме да ги објавиме на моите говори, но сите беа проследени со аплауз со страна на присутните. Да речеме, на еден од тие панели до мене беше главниот извршен директор на АЕС, најголемата офшор американска енергетска компанија, чии што приходи се мерат во трилиони, илјадници милиарди. Лево од мене беше, да речеме, господинот Рајт, државниот секретар на Соединените американски држави за енергија. До него беше главниот извршен директор на Светската енергетска агенција. За критиките од СДСМ и опозицијата дека владата ја носи земјава во меѓународна изолација и води антиевропска политика, Мицкоски вели не сака да коментира, но порача дека времето на дипломатија на свитка на кичма завршило. Нашата меѓународна активност, дали е изолирана или не, гледаат граѓаните, тие се тие кои што кажуваат на избори и тие се тие кои што го даваат својот глас, но можам само да кажам дека времето на дипломатијата на свитка на кичма и снисходливост на црвените дебели кирими помина, сега е дипломатија која што носи реални резултати и дипломатија која што се бори и ги чува македонските национални интереси, инаку да имав и ќе имам сега на Мюнхенската безбедносна конференција уште
такви средби. Тет-а-тет средба со лидерот на ДУИ Ахмети ке има, ама некогаш, одговори премиерот, прашан дали и кога би седнал очи во очи со Ахмети, опција што беше спомената по лидерската средба. Овој став на Мицкоски доаѓа откако ДУИ ја откажа првично договорената поддршка за проектот Safe City и не гласаше за законот за прекршоци, ниту за народниот правобранител, кој сепак го доби мнозинството и потребниот бадентер во собранието. 5 кандидати се пријавени на угласот за јавен обвинител на Македонија, но за да се затвори листата се остава простор од неколку дена за евентуални пријави што навреме се пратени по пошта. Во однос на изборот од владата велат дека ќе го кажат својот став откако ќе се произнесе Советот на јавни обвинители. Деталите од Михајло Видимлиски. 3 обвинителки, еден активен и еден поранешен судија се засега потврдените кандидати кои влегуваат во трката за републички јавен обвинител. Иако рокот за поднесување на кандидатурите истече синоќа на полноќ, од собранието вела дека ќе почекаат до утре во случај уште некоја да пристигне по пошта. За наследник на Љупчо Коцевски, како најсериозен кандидат се истакнува актуелната ВД државна обвинителка Анита Тополова Исаиловска, која беше и заменик на последните тројца државни јавни обвинители. Освен неа, кандидатури поднели и обвинителките од Скопското обвинителство Ленче Ристоска и Лидија Рејчевиќ. Кон нив се приклучуваат и судијата од Кривичен Ненад Савески, како и разрешениот судија и поранешен председател на Кривичен Владимир Панчевски. Доставените кандидатури од собрание ќе ги достават до влада. Премиерот Христијан Мицкоски не одговори на прашањето кој му е фаворит. Рече првен ќе почека да се изјасни Советот на јавните обвинители. Советот откако ќе го добие барањето од влада, има рок од 15 дена да даде образложено позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите. А до собранието, владата како предлог ќе достави еден од кандидатите кој добил позитивно мислење. Казните за прекршоците кои ќе ги регистрира Safe City системот ќе се движат од 15 до 500 евра. Сепак, како олеснителна околност се наведува можноста тие да бидат преполовени доколку се платат во рок од 8 дена. Дел од граѓаните со поделени мислења. Некои велат состојбите во сообраќајот ја оправдуваат висината на казните, некои пак дека и пониски би имале ист ефект. Дејан Трајковски. Досегашните возачки навики стануваат минато, воспротивно ќе удираат по джебот. Импровизациите и самоволието на улиците од недела ќе имаат посолена цена. МВР веќе ги објави казните за прекршоците што ќе ги регистрираат камерите на Safe City, за кои граѓаните се со поделени мислења. Дел од нив велат состојбите во сообраќајот ја оправдуваат висината на казните, други пак сметаат дека и пониски би имале ефект. Мислам дека не се високи, затоа што лудило стана од возење, од непрописно паркирање, на тротар не можеш да поминеш. Ја не сум поборник обично за казни, не знам дали дека повисоки, мислам дека и со казна од 20-30 евра некој едноставно нема да сака да пречекорува брзината. Зависи за кого како, но секако пред се треба да се внимава на возењето. Град си е град, возењето треба да биде смирена и мирна. Па не се високи, добро е, тоа е добро направено за безбедност во сообраќајот. Дополнително граѓаните велат дека тест периодот вродил со плод, се адаптирале на нормалното возење, но и дека се чувствува помалку стрес позади воланот. Кој ќе ме удрат по джепот и јас се прилагодам. Се види и овој месец, 2 месеца што беше, пробното опомените, гледам поинаку се вози сега, посовесно. За пречекорување на брзината во населено место и на автопат предвидени се казни од 15 до 500 евра, во зависност од тоа колкаво е надминувањето, а за најекстремните случаи предвидено и времено одземање на возачката дозвола. Истото е предвидено и за минување на црвено плюс глоба од 250 евра. Со фотографија од камерите ќе се казнува и возење на нерегистрирано возило, како и непрописно паркирање и запирање, а казните се движат од 25 до 180 евра во зависност од локацијата. Сепак олеснителна околност за возачите е можноста за сите казни да платат двојно помалку од пропишаното, доколку тоа го сторат во рок од 8 дена. Ако возачите не се согласуваат и одбијат да ја платат казната, треба да го испечатат записникот и да го однесат во основниот суд и со тоа да отпочнат прекршочна постапка. Вестите завршија, останете со Канал 5. Пријатно.